Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва по економија и по меѓународни околности, односни геополитика и така натаму се враќаме дома и тоа на полето на криминалот и корупцијата со кој што мака мачи оваа земја веќе долго време. Случајно или не, токму денеска се случи неубав настан, имено беше опожарена, запалена викенд куќата на директорот за извршување санкции Александар Пандов, на што тој лично одговори дека ова е обид за заплашување од страна на криминалците, меѓутоа дека тие чукаат на погрешна порта, односно овој и ваков чин не само што нема да го исплаши, туку напротив и дополнително ќе го мотивира да продолжи со борбата со нив, не само тој, туку едноставно сите државни институции, затоа што не може поинаку. Вечер разговараме на ова и на повеќе други теми со почитуваниот поранешен началник во МВР, господинот Љубомир Ѓурчевски. Добра вечер. Добро вечер за гледачите на Алфа телевизија. Ѓурчевски, ве немаше известно време од оправдани причини, верувам дека се е завршено во најдобар ред. Да, здравствено, од здравствени причини, се е во најдобар ред, еве веќе гледате, последниве 15 на дена сум активно вклучен во сите овие збиднувања, односно правење анализи за состојбите во делот на криминалот, корупцијата, безбедноста и така натака, Кочанската трагедија и сето она што е актуелно во моментов на тој план во Република Македонија и пошироко. Така да, ова што вие го најавивте, дека не денеска, него вчера, завчера е настанот, вчера веќе синојче беше објавено, во вечерните часови да. Беше објавено дека куќата на директорот на дирекцијата за извршување на санкции, викенд куќата е запалена. Да, вчера е пријавено точно. Вчера е пријавено, вчера е пријавено. И веќе денеска имаме и конкретни изјави. Јас на оваа тема години наназад нели коментирам кога ги анализирам организираните криминални групи, нивното насилно делување и нивната борба за задржување на позициите, односно стекнатите позиции во кои што во последните 7 години тие организирани криминални групи многу инвестираа. Значи потрошија многу пари за криминал, за корупција на политичките елити и така натака. И сега не сакаат да се откажат од комфорот кој што се најдува. Да, не само што не сакаат, они крваво ќе се борат за тој комфор. Зошто? Затоа што во последнава година очигледни се активностите, огромните активности на Министерството за внатрешни работи, на финансиската полиција, на царинската управа. Резултатите тоа го покажуваат. Резултатите на терен го покажуваат тоа. И изгора на тоа осето она што е превземено во делот на казнено-поправните институции во Република Македонија и издржувањето на санкциите, како и равчистување со криминалот и корупцијата во јавните набавки во овие институции. Точно. Целата таа состојба во која што тие криминални групи премногу инвестирале за да лагодно си внесуваат дрога, лагодно си користат мобилни телефони, па и лаптопи, компјутери и така натака. Во што имале штедра поддршка. Така е, поддршка од системот. Од системот, од полицајци најчесто што е, од командири дури, да. Да, и од управители во затворите, од психолози, педагози и така натака. Излегува дека тие тамо не биле за да извршува, да бидат да издржуваат казна, туку речиси да бидат на рекреација, на рекреација, на одмор, пазете, доволно дрога, доволно мобилни телефони, контакт со свет, излегување кога сакаат, враќање во институциите кога да преспијат кога сакаат, користење на сите оние права кои што се викенди, одмори и така натака. Како велеше оној босанец, дека желим да одморим, одем во психијатрiju, одем во затвор малку да се одморим. Значи, тоа е тоа, ама пазете. Но токму Пандов беше човекот кој што во последниве месеци јавно зборуваше колку е отидено предалеку целата работа, особено во казнено-поправните домови, и дека огромен број на службеници
Значи официјални лица се вмешани во целата работа, да не го забравиме оној случај со куќето, служеше малку и за смеење, бидејќи нели куќето. Не е за смеење. За смеење е како успеале цивилни лица да дојдат во ситуација да префрлат дрога преку ограда во кругот на затворот. Што ако префрлеле 1 кило тринитротротиол? Например, така е. Например, ме разбирате? Со каква Значи имавме жртви. И тамо полицајците се правеле невешти дека не се од овде. Не се од овде, така. Значи затоа викам, сето она што го превзема дирекцијата за извршување на санкции во нарушување на таа лагодност на овие осудени лица и нивната поддршка од политичките елити и надвор структурите кои што се на нивна линија. Пазете, ние имаме во последнава година имаме голем број на луѓе од клановите од Ујчанџик, од Беланоца и така натака кои што се по затворите. Значи кои што отаде диктираат со трговијата, со трговијата со дрога, со трговијата со други малтене човечки органи, така значи со целокупниот организиран криминал. Со оружје. Со оружје, јас не очекувам дека тие така лесно ќе се предадат. Факт е дека сега во оваа ситуација, оваа влада, јас многу пати и пред нели онај здравствен проблем, кога ги анализиравме организираните криминални групи, стално кажувавме дека никој не се занесува дека тие ќе легнат и ќе кажат сега вие газетене. Не, тие крваво ќе се борат за да ги вратат привилегиите. Јас во една ситуација мислам дека за овој медиум кажав дека доколку сега тие организирани криминални групи успеат со пари да влезат во овие владени структури, тогаш ќе продолжиме на истото ниво од 2024 година пред доаѓање на ова влада. Но факт е дека не успеа да влезат, да ја подмитат оваа политичка структура, за да може да се чувствуваат лагодно и сега они се дрзнуваат со насилни средства. Затоа, јас често пати кажувам дека средствата, вие пак ќе ми кажете скратената сачмарка, средствата кои што треба да ги употреби државата во борбата против овие организирани криминални групи треба да бидат еднакви, дури и посилни од нивните насилни методи. Значи максимална суровост од државата. Точно така. За да ние не знаеме која е следна жртва на тие организирани криминални групи. Ова е добро кажано. Значи, но што е интересно, морам да кажам ова. Пандов зборуваше, повторно го спомнувам Пандов, дека често пати полицајците во затворите се плашат да реагираат, зборувам за оние што се честни и коректни, затоа што добиваат закани од овие луѓе, ќе ти ја запалам куќата, ќе ти киднапираме деца. И сега токму на него му се случува тоа да палат куќата. Ај вака да ја поставиме работата. Колку пати јас сум го коментирал Оливер и секторот за внатрешна контрола и истраги, криминалистички истраги, катастрофа, ја тој збор никад не би го ставил во тој сектор. Значи, дека Оливер создаде сектор монструм, кој што представуваше страф за полициските службеници да превземаат действија согласно закон. Затоа што одма ги санкционира, ги онаде. Сега, кога министерот ги ослободи од стегите на тој сектор полициските службеници, погледнете ги резултатите. Апсења, приведувања, прибирање на оперативни податоци, известување на јавно обвинителство за корупција, коруптивни скандали, сакате еве го предпоследниот што беше со уствари тој беше после Кочанскиот, со издавањето на лекарскиви уверенија за нега на друг и инвалидските пензии. Ако сакате 3 дена пред Кочанскиот настан, она што се случуваше со набавките на мазут, значи огромни операции во кои што не е вклучено само Министерството за внатрешни работи, вклучена е финансиската полиција, финансиското разузнавање, Агенцијата за национална безбедност и така натака, Царинската управа. Зошто ја кажувам? Сега овде, после овој случај со господинот Александар Пандов, значи сега треба силно да делуваат Агенцијата за национална безбедност. Таа инсталирана во подземјето, која што треба да извлечи оперативни податоци, кој што, како, кој делувал, како делувал, каде е договарано, што е договарано, вмешаноста на политичките елити и така натака и така натака. Значи сметате дека сега клучниот играч е АНБ? МВР и АНБ. Добро, да. МВР и АНБ.
Клучните играчи. Но сега тука се обидувам да влезам малку во психологијата на овие луѓе. Доколку се докаже дека палењето на куќата на директорот Александар Пандов навистина е тоа. Нарачка на организираните криминални групи. Бидејќи се теоретски истрагата може да покаже Затоа нешто што друго. во тие организирани криминални групи јас ги вбројувам и сите оние вработени во сите што учествуваат во сите што учествуваат, значи полицајци, не знам, раководители на смена, не знам, командири и така, значи сите. Но мене ме интересира психологијата на моментот. Вие совршено разбирате, премногу долго сте во тој бизнис. Не е бизнис. Да, не е бизнис, се шегувам, се разбира. Го кажав во таа смисла. Значи, вие велите, ќе го браниме тоа што сме го постигнале со во текот на годиниве своите безбедни позиции и сега ви испраќаме порака, не се играјте со нас, ние сме готови да направиме и ваква работа. Да. Оваа порака која читате може да значи утре и не знам што. Или ќе дојдите да преговараме. Така. Или ќе дојдите да преговараме. Сега размислувам, државата за да се договориме што е ваше, што е наше. Потполно се согласувам. Меѓутоа сега имаме друга приказна објективно од страна на институциите на системот, кои што не сакаат да се договараат. И сега вие кога го имате тој момент, јас верувам дека овие луѓе и покрај нивното криминално размислување, сепак во себе се горе-долу интелигентни, разумни луѓе, кои што би требало да очекуваат дека напротив ваквите потези ќе значат многу посилна реакција на институциите на системот. Точно тоа, ако сакаме да создадиме правна држава, од која што сите не од силата на државата, од силата на законот ќе се плашиме. Токму така. Од силата на законот ќе се плашиме. Ние треба паралелно со овие организирани групи, со политичките елити, да равчистуваме со судството и со обвинителството, кои што се органи за верификација на вложениот и реализираниот труд на овие институции. Така. Министерство за внатрешни работи, Агенција за сите овие што ги набројуваме, да. Сите овие што ги набројуваме. Пазете, Министерството за внатрешни работи може да уапси 100, може да обезбеди докази 1 тон. Кога ќе ги предади, после 24 сати, тој мора во тие 24 сати перманентно да го известува обвинителството и после 24 часа сите тие материјали да му ги предади на обвинителството. Ако во обвинителството некој сите тие материјали ги стави во фиока и луѓето ги пушти те на домашен притвор, те мерки за обезбедување на присуство на осомнечено лице во постапката, пасош му одзел ова, она, нема врска. Ними пасошот ништо не им значи. Ништо не им значи. Ништо. Понекогаш и мене тоа навистина, тој вид на значи, мерки ми се тие навистина... има толку фалсификувани пасоши, толку фалсификувани лични документи и така натака. За нив тоа е подарок, фактично, ќе ми кажете дека ќе ми го одземе пасошот. Добро, и, супер. Пазете, вие кога немате валоризација од страна на обвинителството со брза истрага и јасен обвинителен акт, во кој што ќе бидат презентирани сите тие докази, вие не можете да одите напред. Или судот не закажува за таа работа и ќе ве прашам не закажува рочиште цела година. Така е, понекогаш и подолго. И понекогаш и подолго. Како сакате? Има мислење за тоа сакам да коментираме малку понатаму, меѓутоа повторно се враќам на оваа ситуација. Своевремено Пабло Ескобар, големиот дилерски, како да го наречам, наркобарон, човекот кој што на цел свет му продаваше кокаин, толку се чувствуваше моќен што се обидуваше да ја урива владата на Колумбија. Бомби фрлаше кај ќе стигне, уби еден куп луѓе, авион дури крена во воздух. Меѓутоа на крајот на денот системот излегува на крај. Порано или подоцна, макар и 20 години подоцна, не го стигна правдата на покрив, ако не се лажувам. Ај пак јас со моите анегдоти. Односно цитати од Едвин Сатерленд. Како викаме, кога Америка во 29-та година се најде на удар на мафијата, го створи, односно го измисли Елиот Нес, му даде скратена сачмарка, го прати на улица да равчисти со тие банди. За да од таа активност... Од таа активност се изроди FBI. Така е. Го гледате ли... Тоа е коренот на FBI. Го гледате ли тоа расположение, условно кажано, сега кај нас? Не е истата конотација, ниту со Ескобар, фала Богу, во Колумбија, ниту со Америка во 29. Се разбира, но ја гледате ли тој мотив, тоа расположение во институциите на системот, да, дефинитивно да преземат што и да е, затоа што едноставно не може повеќе. Не само што го гледам, јас го чувствувам. Сега е прашањето е дали
оваа структура на власт во која што и јас верувам дека ќе опстоит на таа нивна програма и на тоа нивно делување, дали ќе успеат да смогни сили точно сега да ги истражи сите овие елементи и со една законита постапка, како нормална држава, со една законита постапка, но со изрекување на најстроги санкции, да равчистуваат со организираните криминални банди. Јас не сум поборец, ајде сега ќе излеземе и ќе се пукаме на улица. Тама работа. Тама работа, мислам, да не сакам некој погрешно да ме разбери. Но, ние како државата, посебно Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, Финансиската полиција, сите овие надлежни за водење на истраги, заедно со јавното обвинителство. Без јавното обвинителство се сите нула. Значи, тоа е ЗКП, тоа е закон, тука нема бегање од тој закон. Ние сакале или нечеле, додека е тој закон на сила, ние мора да го почитуваме тој закон. Значи, ако нас ни затаи една алка во тој систем, особено па јавното обвинителство или судската власт, ми ништо не правим. Па сега влегуваме во тој дел што сакав да ве прашам, господине Ќурчевски. Значи, колегата Гировски, пред известно време, токму во мојата емисија, рече дека основно се сомнева, тој вели дека има и одредени индици, сознанија, да не велиме дека 100%, дека во разни случаи, меѓу другото и во случајот за Кочани, обвинителството можеби свесно ја влече истрагата не во погрешна насока, меѓутоа во насока од која што утре задутре поради недостаток на докази луѓето што се можеби виновни ќе се излечат. Доколку е тоа точно, и ако тоа го ставиме во еден поширок контекст, ние имаме многу голем, многу гаден проблем во државата. Дозволи, за еден друг медиум, нели тоа јас го искоментирав во таа конотација како и господинот Бранко Геровски што го искоментирал, па викаме дека обвинителството треба брзо и ефикасно оној дел на действија случајни вечерта за време на Кочанскиот настан, да го систематизират и брзо да ги изведи доказите, а додека системскиве слабости, каде што имаме пропусти, каде што имаме фалсификати, каде што имаме подметување и така натака, да се истражи, тамо се доказите во писмена форма и тамо треба све да се раскопа, целокупните архиви и така натака, законски проекти, во таа насока. Пазете, слушам вчера на дебатата во Собрание, сите викаат за селективност во истрагата. Абе, господа, дали втората ден во Министерството за внатрешни работи раководството во СВР Штип и во СВР Кочани беше разрешено? Новото поставено. Значи сите беа тргнати на страна и тамо се однеса старешини од Скопје. Кој му забранил на господинот шеф на јавното обвинителство за гонење на Абази, за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал со полициски овластувања, да ја прошири истрагата? Му забранил некој? Се разбира не. Ако има елементи и ако има докази, нека ја проширити према тие лица. За каква селективност некој зборуваат? Пазете, најтрагично е што политичари кои што никој пат не биле оперативци и никој пат не работеле и не поднеле кривична пријава или не воделе истрага, коментираат работи кои што создаваат лошо мислење кај граѓаните, кај народот. Ме разбирате? Значи, премногу лошо мислење. Излегуваат и коментираат разноразни, односно создаваат лажна состојба. Лажна состојба. Еве, на пример... Тоа сакам да кажам, дајте ми пример некој за да биде пластичен. Еве еден најпластичен пример. Излегуваат Венко Филипчи и кажуваат за низ неговиот настап на Сител телевизија, цело време провејуваат дека ова влада мора да потпиши, односно да ги внесат бугарите во уставот. Генерално, значи, провејуваат низ меѓуредови цело време таа. Нема меѓуредови, отворено кажуваат. Отворено. И сега, што он коментира? Македонија треба да преговарат, не биле во прашање идентитетот во оние протоколи, јазикот, идентитетот и историските моменти, него била состојбата од 41 до 44. Господа, нека тие негови правници го отворат кривичниот закон и нека ги видат кривичните дела од 403 до 407а.
величење, оправдување на геноцид, воени злосторства, фашизмот и така натака и така натака. Нека ги отворат. Добра поента. Нека ги отворат. Нека ги отворат. Ако ги отвори, ако сака да разговараат бугарите за темата за окупацијата, дали биле фашистички слуги или не биле фашисти, тие окупирале од Пирот преку Гилање, преку Качаничка клиска. Нема да бидеме удружени апсолутно, значи, да. Така. Што бараат од Македонија да разговараат на таа тема? Адресата е Белград. Адресата е Белград. Праве наследник на сите тие историски факти од тој период се во Белград. Нека разговараат со Белград. Што нас не малтретираат? Што на нас ни става? Па затоа што тие на Белград не сакаат идентитетот да му го... Не. Белград не им дава значај. Белград не им значај не им дават. Белград им викат на ними, вие сте измислена творба. Вие сте руска творба. Така е, точно. Значи не им дава значај. И сега одеднаш платеници, односно слуги, кои што исто така го сторуваат тоа кривично дело, они викаат дека не биле бугарите фашисти, викаат дека биле администратори. Ајде мајката, нека си го видат членот 407А од кривичниот закон. Па викаме тој што оправдуваат геноцид, воени злосторства, фашизам и така натака, че се казни со најмалку 4 години затвор. Ме разбирате? Јасно. Значи не може тоа така да оди. Или вчера слушам во собрание, кажуваат за пратеници, кажуваат за субјективност во постапката. Господа, кој им забранил на обвинителите да прошират? Министерот многу јасно и гласно им кажа, ние не сме застанале на тоа. Утре нека дадит господинот Абази, неговиот тим, нека дадит наредба дека треба да биде приведен Ѓурчевски. Нема жива сила во МВР кој што нема да постапи по таа наредба. Ме разбирате? Затоа викам, тие со тоа создават, ниту беше време, ниту беше место вчера да се губи цел ден за интерпелација на министерот. Особено и со протестите. Особено и со протестите и така натака. Па натака, сите тие, целокупната таа агентура, од невладин сектор, од ваши колеги, од медиуми и така натака, се инфилтрират меѓу тие малтене, ајде да ги наречам жртви, точно, жртви се изгубија деца и така натака, значи во таа трагедија. Они се инфилтрираат. Мислите дека се злоупотребени на... И се злоупотребуваат тие настани точно во таа насока на рушење на македонскиот идентитет и на македонската држава, ме разбирате? Значи, они точно тоа го одработуваат. Знаете, парите кои што одеа преку UNDP, сега се свртени преку други канали. Немојте да мислите дека тој невладин сектор остана без пари. Мислите дека брзо најдоа шеми. Канали, брзо најдоа канали. Јас тоа го тврдам. Но тука јас ја повикувам Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Немој они ќе речат, знаете што, овај руски шпион, докажи би дали сум примил награда, пари и така натака. А јас за тебе дека си амерички шпион или дека си германски шпион или англиски, ќе ти донесам дека си зел милиарди, не милиони, милиарди. Значи тоа го каже самата амбасадорка, па ние вложивме 500 милиони евра во македонскиот систем. Значи америчката амбасадорка го каже, ти сега некој ќе ми каже на мене дека тоа не е платена агентура, кому му кажуваат на мене? Нека не ми кажува дека не е платена агентура. Но, со оглед дека таа агентура 90-тите години наметна политика дека нашата перспектива на оваа територија на држава која што ја водат е исклучиво на запад. И немој да размислувате на друга страна, само на запад. Ама запад не тепат, ни штит идентитет, не ни признават знаме, не ни признават држава, не ни менјават име, не знам што све не. Ни земат еден куп пари за субвенции за фабрикчина што отвара тука и така натака, а профитите завршуваат кај ними и целата таа работа. Ама не можеш ти да одиш на друга страна, не смееш да размислуваш за другата страна. Исклучиво на запад. За моментот да дали смееш да размислуваш или не е... Не, јас ти тврдам дека не е, затоа што сега, особено по изрекувањето на казната во Румунија, на избран претседател, на легални избори. Не победи во првиот круг. Да, во првиот круг. Вие да и поништите на суверена држава, да и поништите избори во прв круг, да изречите казна на Лепен, во Франција. Кој што веќе не смее да се кандидира. Кој не смее да се кандидираат. Ме разбирате? И еден куп други. Да се обидите да извршите атентат на легитимен премиер на суверена држава.
Ме разбирате? Опасни времиња се несомнено во глобални рамки. Тие опасни времена, кањас, јас често пати коментирам на таа тема и пишувам на таа тема, како и преку кого кањас се инсталираше организираниот криминал 30 години наназад. Имав можност во ваша емисија да слушнам од други експерти кои што викаат Јапонија до пред 30 години значеше нешто, сега состојбата е нешто некако што друга на економски план. Точно така. Значи, пазете, тоа не е направено заради Кина, заради Русија, заради Индија или заради БРИКС. Тоа е направено заради интересот на Англија, Франција и Соединетите Американски држави, на западните моќници. Така е. Значи, ние мора реално да прозбориме. Знаете зашто се трудам да зборам реално и отворено, без пардон. За да најдеме лек. Апсолутно се согласувам со вас, треба да се збори отворено, макар и тоа да го здоболи некој потполно неважно. Значи, пазете, ние сме сега болен, во кома, со еден куп вето, кое што вето нема светла точка во тунелот дека некогаш ќе престанете. За жал. За жал, дека некогаш ќе престанете. Разбирате? Значи, вие сте болен. Ние мора да зборуваме отворено и искрено. Сите опции да се разгледуваат. Сите опции, за да видиме како макар ве обвиниле за како што рековте за руско влијание, за кинески пасош, за кинески пасош, за бразилски кубаси, за севернокорејски спортиста, за севернокорејски. Кој знае што ќе излезе. Значи што сакаат нека ме. Но мора да се зборува. Апсолутно мислам дека табу теми веќе не сме. Значи, пазете, затоа кажувам јас. Ние мора отворено за се да зборуваме. Јас што викам? Нас ни е потребен општ национален консензус. Го слушам некни, читам изјави на господинот Бујар Османи, кажуваат вака така. Не бе, господине Бујар Османи, ти не смееш без консензус со сите македонски партии да водиш разговори како министер. Замислете сега разговори кои што се однесуваат на такви сензитивни прашања. Идентитетот на еден народ. Замислете сега, замислете ситуација хипотетички. Министерот Муцунски без консултација со сите албански партии во Македонија да почни да разговарат на тема повлекување на признавање на Косово. Не консултации, туку од нив потврда. Потврда. Знаете што ќе се случи? Револуција. Револуција, така, и сите ќе речеме да, оправдано е. Зошто? Значи тоа небитно дали влен, него сите албански политички да, меѓутоа Бујар Османи се чувствуваше толку семокер во тој момент и така беше поставена. Таква беше, знаеш зашто таква беше поставена? Затоа што зад него стојат Германија и Британија. Значи интересот за бришење на Македонија е германско-британски, односно австро-унгарски и британски. Уште од 1878, тоа во некоја друга емисија ќе го. Вие се вративте сега многу назад 150 години. Не, ќе го коментираме. Здравје Боже, ајде. Не, они не менјаат политика, надворешната политика. Пазете, 1870, само уште ова и не зборам. 1878 година Англија и Франција дали и објавуваат со декрет војна на Русија, после Сан-Стефанскиот мировен договор, за да го предизвикаат Берлинскиот конгрес. Дали некој пат таа војна е завршена со мировен договор? Не. Крај. Зашто правиме муабет? Добро, и Русија си има своји мани. Ама си има мани. Пазете, Русија е еден од творците 902 што го присилува султанот да донеси декрет дека овде не е Македонија, него трите вилаети. Што е на барање на Русија? За жал, големите сили секогаш гледаат само своите интереси така. И човек треба да биде наивен, ако мисли дека некој го сака, љуби или не знам што. Ама затоа отворено зборувам. И за едните и за другите. На штета наша. Добро, но бидејќи зборувате отворено, повторно велам. Ние влеговме, се враќам назад во основна тема. Така. Влегуваме во судир со сериозен, организиран криминал, со луѓе кои се мокни, кои што не се шега. Не се тоа, да некој не мисли дека зборуваме за локалниот дилер на... И со огромен капитал. Значи не зборуваме за локалниот дилер на трева. Или за некој што продава цигари на црно од дека на некој пазарче. Не зборуваме за луѓе кои што звртат сериозни пари, кои што имаат оружје, кои што имаат своји луѓе на стратешки места, има нjihoви луѓе и така натаму. Без обвинителството, вие велите, не може ништо да се направи објективно. Полицијата може да
не знам што да направи. Сите агенции што ги набројавте можат не знам што да направат, без обвинителството таа работа не бива. А обвинителството, мојот впечаток, вашиот впечаток, на сите впечатокот е дека лавира, дека не сака баш до крај да се отвори во целата работа. Чарето кој е? Чарето е целосно распуштање. Јас за еден медиум, некаде во септември или во октомври, значи портал, кажав дословце. Ние имаме прекрасна адвокатска комора со адвокати полни со знаење и со искуство. Основ за регрутирање на кадар во јавното обвинителство и во судовите имате ненормално, значи честни адвокати, луѓе од фелата и така натака. Нас ни е потребно целосно распуштање на тие. Зошто? Затоа што 30 години во тие институции имаме непотизам, имаме фамилијарност. Апсолутно, тоа значи, се братучеди мајки, мајки, така и вие не очекувајте, и сите се поврзани со една политичка групација. Со една политичка групација. Уште од онај реизбор во 96-та година. Не е потребно многу ум за да се свати зашто збариме млада, да, така. Значи од реизборот за времето на Бранко Црвенковски, кога беа реизбрани 560 суди. Значи од тој момент. Но тогаш они што викаат, таков беше законот. Да, таков беше законот. Но вие, наместо да се борите против непотизмот, вие почнавте да ги регрутирате своите деца, своите внуци, своите сватови, своите девери, своите, не знам, снаи. Често пати и целосно неспособни. И целосно така. Пазете, ние имаме жив пример. Пред да заврши факултет, положил правосуден испит, влегол во академија. Први магистрирал, па средна школа. Да, па средна школа. Колку овие смешки се уствари всушност реални. Реалната трагедија. И затоа... Добро, но јужички лесно е да се каже. Потребен е целосен реизбор. Потребно е, ова сум се заслушал. Меѓутоа едно е да кажете потребно е, друго е да се случи. Тие луѓе имаат заштита од самите себе. Вие имате закони кои што велат дека Дозволете. Тие закони се жива материја. Значи се менливи. Значи треба, она што пак ја кажувам, општ консензус. Добро, не се склесани во камен, апсолутно. Значи, општ консензус. Се седнуваат, 6 месеци ако треба, се испреговарат, се договарат, се прават закони, ако не знаеме да ги направиме, ќе земиме Словенија од Хрватска, пошто се членки на Европска унија, нели? Блиски ни се разбирливо. А излеговме од искривично правен систем, од уставен систем, од уставен поредок. Ќе препишиме, ќе создадиме, ќе усогласиме со Европа, нели викаме нашата цел е Европа, нели цело време тоа го викаме, нашата цел е Европа, ќе препишиме, ќе ги донесиме тие закони и викаме ту не важи све на реизбор. Со тоа што ќе му возможиме на адвокатот, знаете како викаат? Кањас, желба на секој судија беше да станите адвокат. Заради тие коруптивни елементи. Во Соединетите Американски држави е желба на секој адвокат да стане судија. Се разбира. Зошто? Затоа што има статус во општеството, затоа што има големи примања. Има интегритет и така натака, ме разбирате? Но тој има можност да аплицира за судија. А овде ти викат, ало, филтерот е Академијата за суди и јавни обвинители. Ама тој филтер е на снаи, на зетови, на синови, на кумови, како што веќе знаеме. Но гледате, овие луѓе велат не си одиме. Па не си одиме, ама не. Промената на тој систем, закони и така натаму, и тоа ќе потрае многу време, тама денеска да почне. Нема, дозволете. Ние сме држава 30 години уништена во правниот систем, во правниот поредок. Ние имаме судство со доверба 2%, ни 2%. 2% е оној оптимистичкиот. Оптимистичкиот. Значи немаш ти никаква доверба, ни во судството, ни во обвинителството, ни во сите тие институции. Значи поминале 30 години. 6 месеци не се долг период. Не се долг период. Се седнуваат, се засукуваат ракавите, а во ова влада јас го гледам тој потенцијал, се вклучува научната фела, стручната фела и така натака, сите се седнуат, се изготвуваат, затоа што, пазете, нас сега што ни требат? Нас ни требат само генералните закони. Кривичниот закон, затоа што ние во кривичниот закон направивме партали.
Законот за кривична постапка, Законот за судови, Законот за судски совет, Законот за јавно обвинителство, кој што знаете насила го туркаа Законот за јавно обвинителство. Да, на потоа ќе имате дебата во кој што сите ќе се повикуваат во зависност од интересите, како овдека се врши притисок врз обвинителството, како овдека во судите некој става јамка. Не, сите ќе ги вклучам. Мало господине Али Ахмети, дади твој 10 правници. Професори на факултети, инстакнати правници твои кои што директно ќе учествуваат. И се да само и вред. Но тоа нема да ги спечи да прават сопствениот внатре. Мене е малку страф за тоа. Не. На дневна доза нека те информираат како политичка партија кој ќе дојде во собрание да се гласа тој закон, нема дебата. Само дигање рака. Океј, затоа што дебатата мора да признам убаво звучи ова, на колку стварливо во македонски услови. Ама пазете, ако беше остварливо во Хрватска или во Словенија, може секаде. Може кај нас. Зошто? Затоа што ние имаме корен, подлога имаме. Совршено ме разбирам за ова ѓучевски, меѓутоа јас сум сега во случајов јас сум песимист. Вие имате самиот рековте организираниот криминал е поврзан со политички структури. Така. Тие политички структури нема да седат и да гледаат во празно, ќе работат. Тие се поврзани со структури за кои што зборевме пред малку. И тие нема да стојат во празно. Имате платен список, претпоставувам професори, сега ова го зборувам. Може би не сум во право, ама се мислам дека сум во право. Експерти кои што исто така ќе направат се од себе, целата работа да ја разлигават, да ја различат и така натаму. Сега, дозволи, јас тебе те разбирам. Твојот скептицизам го разбирам. Зошто? Затоа што кај нас во меморијата ни е всадено личниот интерес на сите овие групации поединци. Па ние ништо друго не знаеме, јас бев дете кога започна овој систем. Така, значи криминал, корупција, лично богатење и така натака, користење на бенефиции на штета на државата. На штета на државата. Токму така. Значи ние друго не знаеме за друг систем, барем од 92 година навака. Затоа е сега дојдено време кога ова не доведе во бездна. Значи во бездна сме ние. Паѓавме, сега веќе нема каде. Нема каде. Ова е многу важно. И сега ти имаш една ситуација, во која што ситуација ќе им кажеш: ало, вие во ВМРО да се ослободите од сите криминогени структури. Вие во СДС да се ослободите од сите криминогени структури. Во своите редови. Во своите редови. Ова е за мене круцијално. Вие во ДУИ да се ослободите од сите криминогени структури. Ваше проблемот, вие ги инсталиравте, вие да си се ослободите. Пази, изборот на Филипче не го правев јас, го правеа самите во СДС. Арно ама, ако видите дека за господинот Филипче, за семејството на Филипче има едно многу црно поговарање во Охрид околу жезолот на Македонската православна црква, зашто го повикувам владиката Петар да излези малку повише да кажи во делот на тој дел околу давањето на жезолот, односно на круната од Охридската архиепископија на бугарските фашистички сили во 1942 година и инволвираноста на семејството на Филипче во таа работа, која што стои како јавно поговарање. Не тврдам дека е тоа така, но како јавно поговарање во Охрид стои. Ова е интересна инкриминација, морам да признам. Значи, пазете, дозволи. И сега, Филипче не го избрав јас, го избра тие од СДС. Ако е ова точно, или Филипче треба да излезит и тоа да го демантират со аргументи. Ме разбирате? Чекайте, може да малку по-конкретно ова или... Тоа е поговарањето, дека семејството на Филипче како црковен одбор, како председател било задолжено да ја заштити круната на Охридската архиепископија за време на окупацијата. Тоа е јавното поговарање кај граѓаните во Охрид. И каде завршило тоа? 42 година тој лично ја предал на бугарските окупацијски сили во Република Македонија, односно во Охрид. Кој го направил тоа? Од семејството на Филипче. И таа е сега во Софија. Круната е сега во Софија и они затоа се повикуваат дека кажете Охридската архиепископија е нивна на екзархијата, односно на патриаршијата. Овде е било добро господинот Филипче да се произнесе на вистина. Значи, јас не тврдам. Викаме јавно поговарање. Шпекулација може би е. Шпекулација. Да, се разбира. Ама ако е шпекулација, бурум да излези, да кажи, но да кажете и поглаварот на Македонската православна црква. Да излези да кажат на македонската јавност. Затоа што со такви артефакти, кои што имаат огромно историско значење, непроценливо богатство,
Бугарите нас не тепаат по уши. Како држава, како нација, како народ не тепаат по уши, така? Морам да кажам дека малку ме збунивте со целава приказна. Добро, заред. Значи, јас повикувам. Што реков? Зборувам најотворено, без нараквици, без ништо, најотворено. Бурум. Јас не тврдам, него викам, бурум, излезете, демантирајте, кажете што е, како е, црквата да излези да кажат каде е жезлот, каде е круната и така. Па добро, апсолутно. Ја не викам дека јас сум во право. Јас не викам дека јас сум во право, но тие се. И ако се докажи дека има по допрен глас да се произнесат. Така, ако има вистина во сето тоа, мислам дека на некои луѓе не има место во политиката во Република Македонија. Па добро, сега некој ќе рече, не може да бидете вие виновен за гревовите на некој дедо таму. Ама добро, не, ама пазете, тоа се идентитетот на некого. Дирнал во мојот идентитет. Се тука веќе работите се сензитивни. Шкаклива состојба, викаме шкаклива, затоа треба објаснување. Па се надам ќе го дадат многу брзо, сите што се објективно во целата работа. Објективно што сакаат. Замешани, да. Значи тоа треба да излезит на виделина и да се равчисти тоа една за секој пат, затоа што е Рековте круната на жезолот? Круната од Охридската архиепископија, така се вика жезол, круната. Добре. Она што го носе поглавар. Чека, жезолот тоа не стапат, не. Така. Сето тоа е предадено на бугарите. Нека излезат, нека кажат. Значи тоа е, јавното поговарање е тоа. Добро. Значи ја не тврдам. Не, вред, се развратно околу ова. Да, не тврдам. Ова сега што го кажавте, мене целосно ми изненади од каде сега излезе ова приказна. Ама пазете, ова дојде до мене, значи од луѓе од Охрид, од Охридско, кои што тоа го знаат. Да, филјан луѓе кои што го знаат, ја знаат состојбата и го коментирале. Дојде до мене, јас викам, ова јас ќе го плеснам и на медиум. Односно, нема да го јас не викам, ќе ги повикам да демонтираат, да се произнесат, да кажат е точно, не е точно, ако е точно, окей, некој друг нека си ја гледат белата во целата таа работа на крајот на криштата, јас се согласувам со тоа што сум јас виновен за десијата на дедо ми и така натака, ме разбираш јас. Но да има некаква објаснување затоа што се работи за може би господинот Филипче ќе ви лепни на вас пријава, кај да зна кривично, некако да, премногу тужба, да, премногу голема вредност има тој артефакт. Несомнено. Премногу голема вредност. Па целата македонска историја е поврзана со Охридската архиепископија. Затоа викам дека е добро тоа поговарање да се равчисти. Ја не тврдам дека тоа е така, него да се равчисти за да знаеме што е што. И од тука викам дека некои луѓе треба внатре, не случајно јас реков. Јас не се мешам во работата на СДС. Они нека се Па никој не може да се меша. Никој не се Тие што се внатре. Тие што се членови, нека си равчистат, нека си средуваат во работата на ДУИ, нивна работа. Но јас повикувам сите тие да си равчистат со криминогените структури. Но ако не се случи тоа? Па, не се случува. Дозволи, не се случува. Имаше нели прашање до господинот Филипче дали и тој има златна виза. До ден денеска за Дубај, да. За Дубај. До ден денеска немаме одговор, така? Па таа златна виза е вау. Не, до ден денеска немаме одговор, така? Баш сега во Малта ги укина. Заев имал златна виза, градил 50 катници кои што значи пак јавно поговарање. Тој демантираше, чисто да кажеме, да, иако факт е дека луѓе го гледаат во Дубај. Да, јавно поговарање. Луѓе, за да градите таму таков објект ви треба милиарда евра. Не знам колку треба за да градите во Дубај згради од 50 спрата, претпоставам дека се огромни пари. Затоа, значи многу пари. И затоа добро е што демантирал господинот Заев. Од каде толку пари на било кој? Така. Значи добро е што демантирал со златната виза. Господинот Филипче не се произнесе за златната виза. Не се произнесе, треба да се произнесе. Значи ние, но вчера се произнесе за она што го зборувавме и беше исвркан таму. Да, ама затоа викам, значи не можете вие да ширите невкусни состојби во јавноста. Вие создавате гнев кај јавноста. Со наратив погрешен, апсолутно. Создавате гнев кај јавноста.
И затоа викам јас, значи има една таква состојба која што состојба треба високи политичари, затоа што он е лидер на опозицијата. Не е наивна работа. Високите политичари треба да внимаваат на својата реторика. Апсолутно. Значи, Ма за секој во јавната цена мора да внимава, меѓутоа во зависност од скалата во на која што се наоѓа, апсолутно има се поголема и поголема одговорност. Зашто јас секој пат користам основано сомнение, не тврдам. Вие се користите полицискиот речник, тоа не е спорно. Не е спорно. Основано сомнение. Стојт јавно поговарање, Борум, јас ќе му честитам прв, ако излези и прв ќе речам браво бе Филипче, излезе, демантираше, кажа и равчисти со сите тие лажни афери кои што се лиферуваат во врска со круната на Македонската православна црква. Ме разбираш? Апсолутно се согласуваме за ова. Значи прв ќе излезам и прв што јавно ќе кажам браво бе Филипче, а валда тие така се работи, така се прави, така се решаваат, така треба да изгледат еден висок политичар. Ме разбираш што се согласувам. Сега уште едно прашање. Во овој контекст, иако не до толку. Вие рековте треба политичките партии да се обидат да расчистат со криминогените структури. Така е во своите редови, што за мене е нели сомнително, но ајде да речеме како да се расчисти со криминогените структури во редовите на системот. При тоа не мислам во редовите на некоја партија, мислам во полицијата, во здравство, во сите институции. Бидејќи очигледно ги има, да не се правиме сега наивни. Дозволете. Ако вие гледаме дека ги фаќаат. Сега гледате полицајци апсени, гледате доктори апсени. Да. Ако вие земите да равчистите во врвот, она што викаме, нели, рибата се чистите од кај опашката. Добро. Разбирате? Не. Ако вие земите на врвот, на главата, што викаме, зато викаме, најтесниот круг, не може некој кој што ставил фашистичка табла во струга на училиште, кој што го величал фашизмот од 41 година, вие да не го судите за кривично дело по член 407 и да му изречите минимум затворска казна од 4 години затвор. Тоа зборам за Мерко. Се разбира. Знаете. Значи, зато кажувам, ако Дуи не равчистит со Мерко, со Груби, со сите тие, кои што прво нанесоа огромна штета на Дуи, апсолутно, со криминогеното, нивниот рейтинг, да, значи нивното влијание кај граѓанинот албанец, нивното влијание, знаете, перцепцијата е сменета, викаат, тоа е криминогена структура. Ако вие не равчистите со таа структура, видите на Косово равчистија, на Косово равчистуваат со таа структура. Кој што важи за... Така, значи зато викам, таа криминогена структура, ако еден Оливер продал 215 пасоши на штета на Република Македонија, на белосветски криминалци и сторил кривично дело за загрозување на независноста, член 308 од кривичниот закон, вие него го имате како пратеник и тој излегува тамо, шири лажни вести. Што бараме ние? Каков рейтинг сака да градите СДС? Ако не равчисти со ними, тие прво треба внатре сами со себе да си равчистат, Но ке согласите ѓучески дека тоа е сепак во целава оваа констелација помалку важната работа. Затоа што тие се сега во опозиција. Ама дозволи, они нема да дигнат глава никогаш, затоа што ќе продолжат тие апсења. Криминалот уште ќе излегува, и криминалот и корупцијата. Несомнено. Има уште 1 милион афери. Ако ќе видите дека доктори се поврзале со, негде го зборувавме за вас, оној случај што го спомнавте. Се споиле доктори, адвокати, нотари, да се чуди човек како се тоа. Сега, таа коруптивност, значи создават ровка почва за спојување на тие криминогени структури. Зошто? Затоа што потрагата по парите, по материјалното, во изминативе 30 години е основен атрибут во оваа држава. И тоа криминални пари,
Не пари честно Апсолутно, заработени. секој сака пари, меѓутоа... Не честно заработени. Тоа е зборот, да. Значи, пазете. Па ние имаме, колку милионери имаме, кои што скоро сме сигурни дека ниту се гениални спортисти, нити научници, нити така, нити невидени бизнисмени. Пазете, ако тргнеме 90-тите до 96-та година со кршењето на ембаргото према воените, према кризата во поранешна Југославија, воените области, значи тогаш беше најголемото богатење од акциза, од нафта, од цигари и така натака и така натака. Значи најголемиот шверц. Така е. До 97-ма. После 97-ма година почнуваат другите шверцови. Значи се, понатака, 97-ма година се носи закон за јавни набавки. Јавните набавки во основа се криминогени. Не може производ во јавна набавка да биде поскап од производ во малопродажба. Луѓе, минимум 10% маржата во малопродажба треба да е пониска во јавната набавка. А ние што имаме? Па ако е повисока цената во јавната набавка од малопродажната цена, па ќе го пратам референтот во продавница да купува. Природно, да. Ќе заштедам пари. Ќе заштедам пари. Сам дали ме ја сваќате? Јавните набавки зад себе ја повлекува целокупната корупција во сите институции. Во градежништво, градежни дозволи, транспортни дозволи, не знам. Убеден се дека тоа свесно е направено, не е некаква грешка, да, свесно, правилно исполнирано. Свесно. Лиценцниот систем во сите области сам по себе е коруптивен. Сам по себе вие не можете да водите постапка година дена за издавање на лиценца. Луѓе, законот може ако сакате да оценувате да некого, се разбира. Законот предвидел во рок од 30 дена органот да се изјасни. Воспротивно, 60-тиот ден настапува молк на администрација. А молкот на администрација значи позитивно решение. Одобрување во превод, да. Но кај нас сето тоа може да се влече до бескрај. Сето тоа е паднато во вода и може да се влече до бестрага и да имаш 10.000 предмети во управен суд, никој да не ги чепкат. За жал. За жал. Тоа е таа состојба. И сега вие сакате мене да ме убедите дека тоа не може да се реши. Не бе, господине Драган. Се може да се реши. Само добра волја. А таа добра волја јас ја препознавам во оваа влада. Да се во оваа структура и во она што е коалициони партнери, Влен и Знам, и во она што е структурата од ВМРО ДПМН. А добро, сега во Влен малку има специфични ситуации, морам да ја не се разделија Таравари и останатите. Не се страшни. Во Влен настана една состојба која што е решлива во рок од 24 часа. Во рок од 24 часа. Они само треба да седнат и да си го пребројат членството и да дојдат на пазарот и да му речи тало, јас носам 50.000 гласови, затоа што носам 50.000 гласови треба да имам 200 советници, условно. Јасно. Значи тоа е многу едноставно решливо. Зошто? Затоа што господинот Села јасно и гласно кажува, членството од кај Арбен Таравари може да дојде, но Арбен Таравари не може да дојде. Мисли че дека тој направи голема грешка, но самиот се знае не. Да, ама не, јас не сакам да им делам совети. Апсолутно. Треба да си седнат, значи се е решливо. Кога? Треба да разговарате, но не да разговарате циле миле, него отворено, оштро, отворено и со аргументи. Вистината е лек од секогаш, господине Дичевски. Вистината, крај. Вистината ослободува, вели еден филозоф. Вистината ослободува. Ослободува то се, така да вие имате таа состојба ја имате. Така да се е решливо. Затоа што господинот Таравари виде дека направи грешка. Тој сега, за да ја оправдат грешката, денеска дават ваква изјава. Советнички листи засебни, а за се друго ќе се договараме. Не бе, пријател, ќе се договараш и за советнички листи. Ако сакаш да правиш единствена партија и ако сакаш да се бориш против она што го навредуваат албанецот. А што го навредува честниот албанец? Корупцијата и криминалот. А каде е инсталирана корупцијата и криминалот? Во Дуи. Дуи да си седни, да си равчисти со криминалот и корупцијата. Кој ги регрутираше, што ги регрутираше, како ги регрутираше, они најдобро знаат, што јас не знам повише од ними. Они треба да си седнат, да си се пресметаат, да си равчистат внатре, решен проблем. Истото важи за СДС, истото важи и за во ВМРО. Апсолутно. Се уште има некои структури во ВМРО со кои што треба да се равчисти. Кои што направиле голема штета на партијата и го рушат рейтингот. Значи треба да си се равчисти.
И добро е вака да се зборува. Морам да ви признам, џучерски дојавме на крајот на емисијата, велемаше реков подолго време и сега сте како наполнета пушка што се вели, баш она директно и во лице ги кажувате, работите, мене лично ми се допадна разговорот. Она што го кажавте во врска со жезлот, со круната на Охридската архиепископија, навистина ме зачуди, во ред, да се разбира, направивте јавен повик, зашто да не, да се дознае, меѓутоа и целиот разговор воопшто, едноставно ми се чини дека одеше во една оптимистична и исправна насока, сега сето тоа треба да се препознае. На крајот на краиштата, ние сме овде да зборуваме, помалку да се правиме паметни, понекогаш и не толку, но да кажеме тоа што треба и да се надеваме дека ќе има слухи во јавноста, дека институциите. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва и за оваа работна недела. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Утре е 1 мај, претпоставувам дека најголем дел од вас ќе одмараат. Немојте да фрлате ѓубре таму каде што ќе одмарате. Ако правите скара, внимавајте многу, немојте да предизвикате пожари, обидете се да се поминете убаво, но цивилизирано. Јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш, пријатно.